председател на Собранието, почитуван мандатар за состав на нова влада, господин Христијан Мицкоски, почитувани кандидати за министри, Ваша екселенцијо, почитувана јавност. Дозволете ми на почеток да подсетам за она што се ќе остави ова влада во заминување. Да подсетам на хаосот кој го остави во образованието и направи образование што не може да образува. Она што го остави во здравството. Ние денес имаме здравство кое што не може да лекува, иако имаме прекрасни кадри. Што направи во инфраструктурата? Ист хаос како и во сите сектори на општественото живење. Не може да се пофали со ниту еден значаен проект. Ние имаме денес најголем долг како држава во регионот, имаме влада која што ја задолжи нашата држава повеќе од сите влади досега во овие 30 години. И оваа влада остави хаос каков што не е запоменат досега во овие 30 години. Остави тешки времиња. Но тешките времиња бараат луѓе, истрајни луѓе, храбри луѓе, кои ќе овозможат подобар животен стандард, предвидливост и одговорност, стабилност и напредок на државата. Денес Македонија, за жал, ги живеа најтешките времиња од своето самостојување. И затоа следните кандидати за министри ќе треба да работат напорно, ќе треба да работат долготрајно, ќе треба да работат посветено. Затоа што она што е оставено е се на нула и се е хаос. Ќе треба макотрпна работа на секој од вас како кандидат за министри. Претходната влада остави катастрофален мандат кој навистина кај секој граѓанин во нашата држава остави чувство на безнадежност. Секој граѓанин и сите институции се во фаза на една дерогираност и нефункционалност. Имате тешка задача во периодот што следи. Ние гледаме дека во изминатите 7 години голем број на граѓани од нашата држава ги спакуваа куферите и си замина, не можејќи да поднесат она што се случуваше во овие години. Се случуваше криминал и корупција од страна на властодржците и шерифите на СДСМ и ДУИ. Почитувани, се иселуваа луѓе и од Битола и од Тетово, и од Прилеп и од Охрид. Заминуваа луѓе и возрастни. Правната и економската несигурност во нашата држава доведе да имаме испразнети региони. Тоа треба да го поправиме. Заминаат цели семејства и тоа ги погоди Башким и Петар, ги погоди и Атиџе и Милица. Сите се погодени од лошото владење на оваа власт во заминување. Почитувани кандидати за министри, ние и вие сме тие кои треба да работиме силно и постојано за таа слика да ја промениме. Јас верувам, ние веруваме, народот верува, дека можете да ја вратите надежта на оваа земја. Можете да ја вратите надежта на граѓаните. Да го промениме принципот како до сега. Да ја промениме перцепцијата дека сите се исти. Да покажеме и покажете дека човекот на функција не работи за себе, туку за народот, за оној кој го гласал, но и оној кој не го гласал него или воопшто не гласал на изборите. Имате и имаме неповторлива шанса да покажеме што можеме да направиме за Македонија. Да покажеме дека државата не се сака само со зборови, туку со дела, со добри дела кои траат вечно и по кои ќе не споменуваат. Верувајте дека народот знае да го цени тоа и знае да го почитува и награди. Нема да претерам ако кажам дека оваа шанса која ви се укажува и ни се укажува е можеби последната шанса за Македонија. Да се извади од магичниот круг на транзицијата и да се даде шанса да се тргне кон патот на просперитетот, развојот и стандардите кои владеат во Европа. Таа шанса и доверба е дадена и сигурен сум дека нема да изневерите. Да, тешко ќе биде.
Да ќе се бара од вас, од нас, ќе има многу откажувања. Ќе има откажување од комфорт, ќе има работа. Но сакам да ви кажам дека секој пат е тежок, а најтежок е првиот чекор. Верата и волјата можат планини да поместат. Затоа и ние можеме да направиме плюс. Не смеете да се откажувате, не смееме да се откажуваме и ние сите заедно со вас од одлучноста да ја промениме Македонија кон подобро и да ја вратиме Македонија повторно на народот. Програмата на владата 2024-2028 е реална и остварлива. Мудрите луѓе велат не ветувај многу, но оствари многу. Знам дека ќе оствариме многу и она што е во програмата, меѓутоа и работи кои што не се во програмата. Ќе придонесеме да направиме нешто плюс за благосостојбата на својот народ. Ќе придонесеме за своја среќа, да придонесеме за среќата на своето семејство, на своите комши и на своите сограѓани. Македонија е едно големо семејство. Почитуван, имав чест да соработувам со мандатарот, иден премиер, професор Христијан Мицкоски. Знам дека се работи за човек со вредности, принципи, интегритет, кои се целосна спротивност на она кое што се случуваше во изминативе 7 години во нашата држава. Убеден сум дека посветено и континуирано ќе се работи на реформи кои се насушно потребни на нашата држава. Убеден сум во уште една работа, а тоа е дека мандатарот знае да го собере најдобриот состав, знае да ги собере најдобрите луѓе и знае да постигне успеси и резултати. Тоа го докажал во минатото. Знае дека граѓанинот треба да биде на прво место, а знае и како треба да изгледаат институциите. Потребата на граѓаните и барањата беа преточени во оваа предизборна платформа, која што ја понудивме до граѓаните и со кои што ни се даде довербата. Оваа програма и платформа ги опфаќа сите барања на граѓаните и опфаќа се она што треба да сработиме. Можам да истакнам дека програмата е обемна и за неја ќе разговараме тука низ годините кои што доаѓаат и ќе разговараме за сите проекти кои што се во неја и кои што ќе се реализираат. Мандатот пред нас како пратеници, пред вас како влада, ќе ни даде прилика да ги работиме заеднички овие проекти. Ја имате поддршката. Почитувани пратеници, почитувана јавност, почитувани граѓани, успехот на една влада е колку честно и одговорно ќе работи таа влада за граѓаните. Владата е сервис на народот, негов слуга и се додека се води од оваа премиса, до тоа ќе има успеси и дела кои за граѓанинот ќе значат подобар живот. Јас верувам во овој понуден состав за нова влада, јас му верувам бескрајно на идниот премиер, затоа што е човек од збор, човек со образ, кој ќе работи тоа што го кажал и тоа ќе го оствари. Време е Македонија да зачекори напред, време е да се справиме со криминалот и корупцијата, време е способните и одговорните и оние кои сакаат Македонија да добијат шанса да покажат што знаат и умеат. Нивниот успех ќе биде наш успех, заеднички успех, успех на нашата држава. Јас за тоа немам двојба. Знам дека ќе имаме успех. Знам дека ќе имаме влада на реформи и дела. Оваа влада ја има мојата доверба и потполна моја доверба која што ја дава, меѓутоа и поддршка во годините кои идат. Бидејќи знам дека оваа влада е влада која ќе испорача за нас, ќе испорача за идните генерации. Затоа сакам, почитувани пратеници и од лево и од десно, и од сите етнички блокови, еднаш да се одважиме и да дадеме силна поддршка, акламативна поддршка за владата која што ќе направи најмногу за оваа држава и ќе се препозна во оваа држава до и после оваа влада. Затоа сакам да ве убедам и уверам дека заедно и со вас, кои што не верувате во оваа влада, дајте ја поддршката и на таков начин да дадеме успех и да има успех и нашата нова влада, но да дадеме една шанса за Македонија каква досега не била видена. Ви благодарам многу.
Благодарам. За реплика се јави пратеникот Миле Талевски. Повелете.